Добре дојдовте на ново Едуино видеоупатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе научиме како да креираме вакви анимирани видеа. Видеоклипот кој што претходно го видовте е направен во Animaker и Animaker е една алатка со која што може да искреирате анимирани видеа користејќи ваш аватар и користејќи го вашиот глас. Одиме на работната површина на Animaker и како што веќе знаете, во делот на Create или Креирај може да се креираат ликови или карактери, што веќе го сторивме. Може да се креираат презентации, што исто така беше нешто кое е обработено. И сега одиме во делот на креирање на видеа и ќе се обидеме да искреираме едно видео со ликот кој што го креиравме во Animaker. Избираме Create Video и веднаш гледате дека ви се нудат некои готови темплејти кои што може да ги искористите, меѓутоа е доста лесно да се направи ново видео со празен темплејт во Animaker, бидејќи начинот на креирање на видео е ист како и начинот на креирање на презентации. Како што гледате, ни се отвори истата работна површина. Единствената разлика е тоа што во долниот дел постои лента со време, каде што ќе може да поставуваме елементи и да одредуваме во кое време, да речеме во која секунда, се појавува тој елемент или го променува, ја променува неговата анимација. Во десниот дел, како што гледате, може да додавате сцени, исто како што се додаваа слайдови на презентацијата, ликови и позадини е она истото кое што се додава. Единствена разлика е што може да се додадат и некои видеа, како што е, например, ова, и дополнително на ова видео да му се додаде лик со аудио и така натаму. Она што ние ќе избереме за ова видео, уште да спомнам дека има и музика во позадина која што може да се искористи. И како што гледате, има бесплатни, но има и звуци кои не се бесплатни, но она што може да направите е да вметнете свој звук. И SoundCloud е простор каде што ќе може да најдете добри звуци кои што ќе може да ги симнете и постојат уште некои вакви анимирани елементи. Одиме во позадини и си ја избираме веќе нас познатата позадина. Ќе додадам, да речеме, некој останат, ете така, дел кој што е анимиран и ќе стои цело време за додека трае видеото. И во делот на ликови, тоа е веќе познат дел кој што се обработи во видеото за презентации. Повторно го земам истиот лик кој што го креирав во презентациите, го вметнувам тој лик и како што гледате на лентата, на временската лента се вметна од почеток до крај да стои и да го има тој лик. Она што е интересно при креирање на видеата е тоа што ликот не само што ќе го анимираме,
туку може да се додаваат во овој дел, плюс може да се додаваат дополнителни анимации и акции и ако изберам на тој дел, значи може да изберам колку долго да трае оваа анимација, да речеме, кога додавам нова, во тој дел додавам нова анимација, значи имаме расплакано, па имаме некое луто човече. А, во делот со штиклирано, значи одобрувам да се додаде таа, повторно на плусот додавам нешто друго, одредувам долу во временската рамка колку долго да ми траат сите тие различни анимации и на тој начин ќе може да креирам еден вид цртан филм каде што ликот го менува го менува своето расположение за време на една временска рамка во која што го имаме тој лик. И веќе да додадам уште едно, да речеме, да ја поместам на временската рамка и гледате долу во временската рамка дека има простор уште за некоја анимација. Ова ќе ми го менува слайдот. Избирам apply и може да прегледам како ќе изгледа целата таа сцена. Значи гледате дека прво плаче, па се лути, па зборува, значи во текот на сцената може да се менуваат овие елементи. Она што го разликува креирањето на видео во Animaker од креирањето на анимирани слайдови е моментот дека може да се вметне звук кој што ќе го кажува ликот и интересниот дел е што усните на ликот се отвораат и затвораат според она што вие го зборувате. И сега ќе го испробаме тоа. Значи во делот на микрофон избирам voice over, што би значело да снимиме звук врз сцената. Како што гледате сцената трае толку секунди, може и да ја смалиме таа сцена и колку што трае сцената, толку имате време да снимите звук. По делот на record снимам. Здраво на сите, сега сум тажна, па ќе бидам среќна, па нешто ќе раскажувам и така натаму и гледате дека веќе устната и се помрднува се додека зборува. Прегледувам. Значи веќе гледате дека го има тој звук и зачувувам во делот на apply. И веќе е додаден гласот, може да прегледам како ќе изгледа видеото. Сега сум тажна, среќна, нешто ќе раскажувам, гледате дека веќе и на тој начин искреиравме една видео сцена. Во делот на плюс се додаваат сцени, повторно ќе може да ја додадете истата позадина, истиот лик, но и во овој дел може да ја дуплирате оваа сцена. Да речеме ја дуплирам сцената, меѓутоа сите овие дополнителни елементи кои што ги додадов и анимации, ќе ги избришам и останувам со првичната анимација која што може да ја променам и веќе имам друга сцена. На другата сцена повторно имам доволно простор за да снимам аудио, повторно гледате дека устната се помрднува онака како што зборувам, го зачувувам тој звук и веќе завршив со креирање на видеото. Откако ќе
бидат завршени сите сцени и сите делови на моето видео, едноставно го публикувам и откако ќе го публикувам, ќе може ова видео да го симнам, но доволно е и да го споделам и на тој начин ќе може да го прегледам видеото кое што го искреирав.